Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Владата донесе акцијски план со мерки за намалување на загадувањето на воздухот. Спортот и физичката активност клучни за спречување физички деформитети кај децата. – 21 ноември, Светски ден на телевизијата. Од Охрид до Скопје се патувало со воз, репортажа за Вовчето Кирчо. Инцидент во собранието, спречена тепачка помеѓу пратениците. За најавените и заостанатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес во утринските часови врнежите престанува и во текот на денот имавме умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и свежо. Максималната дневна температура достигна до 11 степен. Во вечерните часови во текот на ноќта четврток кон петок ќе провладува умерено облачно, ветровито и студено време со пад на температурите. Утре во Европа ќе провладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Стабилно и студено време се очекува на Пиренејскиот полуостров и на Британските острови. На Балканскиот полуостров утре ќе провладува умерено облачно, нестабилно и студено време со врнежи од дожд и снег на ридско-планинските предели. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 3 до 18 степени. Во Македонија во петок студено утро со температури кои што ќе се движат во интервал од -4 до 3 степени. Во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и релативно топло. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно со пообилни врнежи од дожд кои што локално ќе достигнат и до 20 литри. Над 2000 метри со врнежи од снег. Во попладневните и во вечерните часови врнежите од снег ќе се спуштат и на 1000 метри надморска висина. Ќе дува засилен југозападен и југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина и до 60 км на час. Во текот на ноќта петок кон сабота врнежи од снег се очекуваат и на над 500 метри надморска висина, затоа внимателно на планинските пребои. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 7 до 15 степени. Во Охрид во петок по студеното утро во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд кои што во текот на ноќта петок кон сабота ќе преминуваат во врнежи од снег. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 3 степени додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во сабота во утринските часови врнежите ќе престануваат и во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од -2 степени додека пак дневната ќе достигне до 6 степен. Во недела и понеделник студено утро со температура од -4 односно -2 степени. Во текот на денот ќе преовладува сончево време со максимална температура од 6 односно 8 степени.
Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Владата донесе акцијски план со мерки за намалување на загадувањето на воздухот кои ќе се применуваат кога количината на загадувачки супстанции ќе го надминат дозволениот праг на концентрација. Да се преполови употребата на службени возила, да се ослободат од работа најранливите категории граѓани, за работниците на отворено, работодавачите да обезбедат заштитни маски, поголема контрола на техничка исправност на возилата за испусни гасови и посебни сообраќајни режими се дел од мерките. Со цел заштита на животот и здравјето на граѓаните и намалување на емисиите на загадувачки супстанции при алармантно загадување на воздухот, владата усвои акцијски план со краткорочни мерки за намалување на емисиите на загадувачки супстанции, согласно кој донесе наредба за воведување на мерки за намалување на емисиите на загадувачки супстанции при надминување на праг на информирање, соопштија денеска од Министерството за животна средина и просторно планирање. Во рамки на оваа наредба, сообраќајната полиција ќе спроведува засилени и вонредни контроли на возилата со цел утврдување на техничката исправност за емисијата на испусните гасови. Општините во соработка со МВР ќе обезбедат посебни сообраќајни режими за тешките товарни возила, насочувајќи ги кон обиколни патишта со цел да се намали сообраќајот во урбаните средини. Општините ќе воведат забрана за дотурна стока и транспорт на градежни машини како што се багери, булдожери и вилјушкари во периодот од 7,5 до 18 часот. Сите органи на државна управа, како и единиците на локална самоуправа, се задолжени да ја намалат употребата на службените возила до 50%. Министерството за економија и труд во соработка со Министерството за здравство ги задолжува сите правни субјекти работодавачи да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, лицата со малигни заболувања, хронична астма, прележен миокарден инфаркт или мозочен удар, без оглед на возраста со препорака од матичен лекар. Сите работодавачи се задолжени да го реорганизираат работното време за лицата кои работат на отворено. Работните активности да се извршуваат во период од 11 до 17 часот. Дополнително, работодавачите се должни да обезбедат заштитни маски тип KN95 или најмалку FFP2 за своите работници. Инсталациите кои поседуваат интегрирана еколошка дозвола се задолжени да го намалат капацитетот на производство. Исклучок од оваа мерка се инсталациите кои произведуваат топлинска и електрична енергија. Државниот инспекторат за животна средина ќе започне со вршење на вонредни контроли на инсталациите со А и Б интегрирана еколошка дозвола. Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам и надлежните општински инспекторати ќе започнат со вршење на вонредни контроли на градилиштата со цел да се утврди почитувањето на прописите за заштита на животната средина и намалување на емисиите на прашина и други загадувачи.
Мерките ќе се применуваат во случај на надминување на праговите на алармирање дефинирани во уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање. Министерството за животна средина апелира до сите надлежни институции, органи, правни субјекти и граѓани за целосно почитување и имплементација на мерките. Поразителни бројки, околу 60% од децата во Охридско-Струшкиот регион имаат деформитети на рбетниот столб или обезност. Главна причина е недоволна физичка активност. Влијание има и погрешното држење на телото. Скоро 20% од првачињата и до 40% на децата до завршување на основното образование се соочуваат со физичко нарушување. Околу 60% од децата во Охридско-Струшкиот регион имаат некакви деформитети на рбетниот столб. Дополнително голем дел од младите денес се соочуваат и со обезност. Главната причина е недоволна физичка активност, наместо на игралишта и во паркови. Децата се на телефони и компјутери. Влијание има и погрешното држење на телото. Скоро 20% од првачината и до 40% на децата до завршување на основното образование се соочуваат со некое физичко нарушување. Модерното време и модерниот начин на живеење доста штетно влијаат на правилниот раст на децата. Знаеме сите се со телефони в рака, со компјутери, со лаптопи и цел ден немаат активност. Значи, како млади, секој дете мора да ја троши енергијата и да ја активно да ја активира цела мускулатура за да може да се развие правилно како што треба. За разлика од минатото, денес за спорт потребни се и пари, членарини за клубови и опрема. Според спортистите неопходна е национална стратегија за спорт и мотивирање на младите. Има многу примери, значи што доаѓаат со искривена кичма, сколиоза. Има и многу примери што биле дебели, како биле многу дебели, па станале врни такмичари, сега се како манекени. Социализацијата е многу битен дел од секојдневниот живот. Значи, прво стануваат самостални. Во нашиот спорт, значи, генерацијски никој не е ограничен. Значи, може да вежба 30 години човек и до него да вежба дете од 5 години, што за детето од 5 години тоа е голема предност, ќе помочи да комуницира со повозрастни, да добие самодоверба. Како последица на седички начин на живот се јавува недоволна развиеност на мускулите, а младите коски трпат промени кои доведуваат до деформитети на стапалата и рбетниот столб. 21 ноември се одбележува како Светски ден на телевизијата. Традиционално на овој ден регионална телевизија ТВМ е посетена од ученици од училиштата од Охридско-Струшкиот регион. Годинава на гостини беа 4 одделенци од училиштето Јахја Кемал. Еве како си поминаа. Денеска се одбележува Светскиот ден на телевизијата во чест на одржувањето на првиот светски телевизиски форум во 1996 година. Регионална телевизија ТВМ традиционално денот го одбележа отварајќи ги своите простории за ученици од Охридско-Струшкиот регион. Годинава на гости во ТВМ беа дечиња од училиштето Јахја Кемал предводени од наставничката Ана Џајковска. Четвртоделенците во просториите на телевизијата имаа можност да го видат она со што претходно се запознале во училишните клупи на креативна работилница посветена на телевизијата. Им беше прикажан целиот процес на продукција на една вест, а на дечињата најинтересно им беше во студиото за ТВМ Дневник, каде сите се обидоа да читаат вести како презентери пред камера. Иако на прашањето дали некој од нив сака во иднина да биде новинар или камерман немаше многу потврдни одговори, сепак едногласни дека сакаат да бидат пред камера и дека гледаат телевизија. 21 ноември е прогласен како Светски ден на телевизијата со резолуција на Генералното собрание на Обединетите нации во март 1996 година, како признание на нејзината улога во обезбедувањето информации, едуцирањето, промовирањето на слободата на говор, толеранцијата, отвореноста за изразување на различни култури. Целта на Светскиот ден на телевизијата е да се зголеми свеста за влијанието што таа го има во градењето на ставови кај публиката и улогата во свртување на вниманието кон важни прашања во општеството.
И покрај огромниот подем на интернетот и социјалните мрежи, телевизијата се уште се смета за највлијателен медиум. Според последните истражувања, дури 98% од домаќинствата поседуваат барем по еден телевизор и гледаат скоро секојдневно телевизија. Телевизија ТВМ е една од првите приватни локални ТВ станици во Македонија која започна да зрачи сигнал во етерот на 26 јануари 1992 година, а со одлука на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 2014 година прерасна во регионална телевизија и започна со емитување на својот сигнал во Full HD технологија на територија на општините Охрид, Струга, Дебрца и Вевчани. ТВМ е и првата приватна телевизија во Македонија, која во 2009 година започна со реализација и емитување на специјална информативна програма наменета за лица со оштетен слух. Ние гледаме ТВМ, гледате и вие! И од Охрид и Струга се патувало до Скопје со воз. Пред повеќе од 58 години се обраќало вовчето Кирчо или популарното чајниче. Репортажа за вовчето Кирчо на Сонја Рилковска. Од Охрид до Скопје со воз. Вака се патувало пред повеќе од половина век, или точно пред повеќе од 58 години, од 1922 до 1966 година. Тесната пруга, широка 60 см, била во функција тесно линејката од Ѓорче Петров до Подмолје, која била поврзана со краци до Охрид и Стушкоте Шмаруништа. Популарното чајниче или вовчето Кирчо до денес е врежено во сеќавањата на повозрасните. Железницата била изградена со сите нишани, имало станица, посматрачница, канцеларии, чекална, се патувало преку Подмолје, Дибарца, Кичево, Гостивар, па до Скопје. Патувањето со чајничето било доживување. Тогаш бев дете, да ви кажам право, не знам колку години, можда 7 години, можда има 8 години, не знам по која прилика, негде патувавме према Дебарца, тоа вовче се обраќаеше, одеше негдека од Скопје, Охрид, па Струга, па дури и до Ташмаруништа беше последната станица, така мислам, така и сум слушал од постарите. Јас сум се возел во тоа вовче. Тие вагони беа карактеристични дрвени вагони со дрвени клупи. Внатре имаше скосеја, се сеќам едно ќумбе ставено, знаеш, затоа што немаше никакво грејење и тоа ќумбето, просторијата, вагонот беше затоплен натре, знаеш, во зимно време да не им студи на луѓето. Тоа одеше со многу, да речем, со мала брзина, дури негдека на некои релации, таму према Пресека, луѓето се симнува од него и одеа пешки побргу него што одеше тоа. Да речем така, да, тоа ми е останато во сеќавање како еден спомен. Чајничето влечело 5 вагони и 5 класи, а теренот стрмен, посебно на превојот Пресека. Брзината на возот била само 15 километри на час. До Скопје се патувало и цели 24 часа. Бидејќи во тоа време не имало изградено тунели, пругата се движела преку двата планински превои, а растојанијата меѓу градовите биле многу поголеми. Така должината на пругата помеѓу Гостивар и Кичево била двојна поголема отколку денес, изнесувала 84 километри, а пругата од Кичево до Подмолје била во должина дури од 83 километри. Железничката станица беше горе, баш кај што железничка станица, таму беа се наоѓаа и простори, каде што се вршеше поправка на вагоните и се она друго што беше тука. Тука беше и станицата, како дете јас, еден мој другар, сега веќе покојни, живееше таму, татко му беше отпратник на возовите и ние, да не речам, скоро секој ден бевме таму и ги гледавме тие возови кога тргнуваат, кога пристигнуваат. Да речем, тоа беше така едно убаво сеќавање, тоа возот, затоа и улицата и ден денеска е крстена железничка таму, од тука водеше, тргнуваше вовчето, па све натака. Така беше предвидено, дури и улицата, ова сега што е македонски просветители, да се пробија да излези скроз горе, патниците кога ќе слезат од вовчето таму, кога ќе слезат да може да го видите зерото долу. Не знам зашто тоа веќе не се направи. Македонски железници заради загуби во работата во 1922 година донела одлука железницата да се затвори.
Денес само името на улицата Железничка и остатоците од некогашниот железнички магазин сведочат дека некогаш во Охрид имало железничка станица, а токму на оваа улица имало пруга и минувал воз. Нем сведок е и Вовчето Кирчо, кое стои пред железничката станица во Кечево. На него стои метална плоча, на која пишува дека локомотивата е произведена во далечната 1917 година во градот Касел, Германија. За жал, композицијата е оставена на завод на времето. Трите вагони се раѓосани, вратите се искршени и често служи како преноќувалиште на бездомници. Некој експонат што го имаме од подалечно време, го сочуваме и го пренесуваме на помладите, ова е од таа година и таа. А ова е греото кој луѓето се возиле со него, превоз правиле за према Скопје, према Охрид со ова вовче, и ова е греото веќе го имаш. Да го немаш нема проблем, ама го имаш и зошто да го не зачупаш? Грижата за експонатот ја има Музеот Западна Македонија во Нов, од каде велат дека се планира реновирање на вагоните. Приказните за Вовчето Кирчо ќе продолжат да живеат, да се раскажуваат на новите генерации за чајничето кое патувало низ живописните предели и повеќе од 4 децении им служело на локалните жители за превоз до нивните села или градови. Избегната тепачка помеѓу лидерот на Левица Димитар Апасиев и пратеници од ВМРО ДПМН на собраниската седница за поставување на опозицијски пратенички прашања. Апасиев на денешната собраниска седница најпрвин влезе во вербална расправија со пратеникот на ВМРО ДПМН Зоранчо Јованчев, а потоа фрли и слушалки на кај него. Председателот на собранието Африм Гаши, за да спречи вербалниот инцидент да прерасне и во физички, го повика обезбедувањето да интервенира и даде 10 минути пауза. Следуваат вестите што ги пренесоа странските новински агенции. Еве што беше актуелно денес. Русија изврши голем ракетен напад врз Украина рано утрово што предизвика штета во најмалку 2 региони, објавија украинските воздухопловни сили, а целата земја била во состојба на готовност за воздушни напади неколку часа. Главната цел на рускиот напад, кој вклучуваше употреба на интерконтинентална балистичка ракета, бил југоисточниот регион Днепропетровск, најважниот индустријски регион во Украина и главниот град Днипро. Експлозии биле забележани и во Кременчук и централниот регион Полтава. Воздухопловните сили на Украина соопштија дека покрај интерконтинентална балистичка ракета Русија лансирала и хиперсонична ракета Кинзај и 7 субсонични крстосувачки ракети. Рускиот напад доаѓа само неколку дена по извештаите дека Украина користела британски ракети Storm Shadow и системите Атак МС произведени од САД за да напаѓа војни цели длабоко во територијата на Русија. Портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков во разговор со новинарите одби да ја коментира употребата на софистицирани ракети кои можат да носат нуклеарни боеви глави, јави CNN. Тоа е прашање на нашата војска, изјави Песков. Канцеларијата на Вишиот јавен обвинител во Нови Сад соопшти дека по прибирање и детална анализа на целата потребна документација за изградбата на настрешницата на железничката станица во Нови Сад, која се урна и усмрти 15 лица, извршени се разговори со голем број граѓани, откако претходно беше извршено вештачење за да се утврдат причините и околностите под кои се случи несреќата. По наредба на Вишото јавно обвинителство во Нови Сад денес се уапсени и приведени вкупно 11 лица, пишуваат српските медиуми. Според пишувањата во медиумите, меѓу апсените и поранешниот министер за градежништво, транспорт и инфраструктура Горан Весиќ, тој поднесе оставка од функцијата 5 дена по трагедијата. Меѓу апсените и помошник министерката за железнички сообраќај Анита Димовски, поранешниот директор на инфраструктура Железници Србија Небојша Шурлан и актуелната директорка на предпријатието Јелена Танасковиќ. За делото кое се товарат, тешко кривично дело против општата безбедност, е предвидена затворска казна од 2 до 12 години, информираат од српското обвинителство. Во инцидентот во Нови Сад настрадаа 15 луѓе, а 2 се уште се борат за живот.
Најмалку 66 лица, претежно жени и деца, загинаа утринава во израелски воздушен напад на северот на Газа, додека повеќе од 100 лица се повредени. Во нападот е уништен цел стамбен блок во близина на болницата Камал Адван во Беит Лахија, пренесе агенцијата Вафа. Директорот на болницата изјавил дека повеќето од жртвите спиеле во моментот на нападот. Многу луѓе се уште се водат како исчезнати. Вулкан во близина на главниот град на Исланд доцна синоќ еруптираше исфрлајќи големи количества лава и чад, соопшти државната метеоролошка служба. Додека магмата се акумулирала под земја, властите предупредија на неизбежна вулканска активност на полуостровот Рејкјанес, околу 30 км југозападно од главниот град Рејкјавик. Исландските власти подигнаа бариери за да ги пренасочат тековите на стопените карпи подалеку од градот, како и од инфраструктурата, како што се блиската електрана и сината лагуна, бања со хотели и големи природни базени. Заспани 800 години геолошките системи во областа беа повторно активирани во 2021 година и од тогаш еруптираат почесто, а последната е 6-та досега во годинава. Научниците предупредија дека Рејкјанес веројатно ќе доживува повторени вулкански експлозии со децении, можеби дури и со векови. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.